Попо што се валеше на попадијата, ќе оди в рај и отиде во вечна. Чита Александар Станојков. Еден поп си мислел отие светец, дека служеше литургија. Мислејќи се за светец, се надевал да го клаи Господ во рај кога ќе умри. Имајќи надежта за во рај, набар го е велел на попадијата: знаеш, мури попадија, што сакам да ти кажам јас тебе? Ако ми кажеш, попе, ќе знам, го рекла. А ако не ми кажеш, од кај ќе знам? Колку за тоа, вистина така си е. Еве што сакам да ти кажам, попадија. Јас, бидејќи сум поп, сеедно се молам на Бога в црква, уверен сум, оти кога ќе умрам, Господ мене ќе ме клаи во рај, и од кога ќе умреш ти, и ти ќе си дојдиш во рај, и едно ќе влезеш во рајот да ме бараш на секаде, да ме најдеш и да си живееме двата наедно како што си живееме овде. Разбра сега што ти кажав, попадија, али не разбра. Разбрав, попе, и го врзав тој збор во умо. Само Господа сака тебе побрго да те умри, а пак ако умрам побрго јас и после ти, и ти да ме побараш во вечен, чунки јас сум многу грешна, да му се молиш на Бога да ме прости од вечно да ме избавиш, му рекла. Пеќе, попадија, така ќе направам, а ако умриш ти побрго. Од кога си врзаа тие збори и попо и попадијата, поминале многу години и за вистина сопрво умрел попо. И по неколку години беше умрела и попадијата. Едно време влегла во рајо и на часо беше почнала да го бара попо спроти као што си го има зборо кога беа живи. Барала вамо, барала тамо, ни сио рај, од човек на човек, нигде не можела да го види, нигде во рајо. Оф, Боже мој, зошто да го нема попу мој во рајо? Сама со себе си рекла. Ја чекај да назрам во вечна, да не нешто го клае Господ тамо. Отишла во вечната и кога надзрала да го види попо дали е тамо, сопрво попо ја видел попадијата и дал вик по неа. По гласо го познала попо и кога го гледа, само главата му била изваена од катарана и писата кај што бил клаен. Дал вик попадијата по попо. Попе, попе, зашто само главата ја вадиш од катарано? Излези си да те видам. Оф, мори, попадија, ако не е владиката под мене, да газам со нозете на неговите раменици и главата, нема да ми ја видиш. Чунки ние попоите и владиците и патриците сме мислиле најправедни кога сме живи, а па ние сме биле најгрешните од најпростите мирјани. Сега наместо јас што ќе се молев на Бога за тебе, ти моли се за мене, белче да ме куртулисаш од оваа неисказана мака, ја рекол попо.